Ангеловски. Благодарам, почитувана председателке. Во вашиот говор заклучив дека вие веќе сте се припремале за седницата. Тоа е добро. И ќе ве замолам дали можете на пленарната седница, кога ќе го соопштувате вашиот став, да направите една компарација во тоа зошто тогаш пратеникот Пренџов таа кованица ја користеше на секоја комисија и колку има задолжување во првите 15 на месеци кога СДСМ беше на власт и колку задолжување гласа оваа комисија во првите 15 месеци кога ВМРО да помине на власт. Еве да ви направам повторно разлика. Јас бев председател на оваа комисија претходниот мандат и ви кажувам дека на една седница, колку што можам да се сетам, имаше 8 точки за 720 милиони евра. Од почетокот на овој мандат до сега, оваа комисија, како оваа точка, односно да гарантира за одреден заем, е само трета точка. И замислете, во средината, односно втората точка што ја гласавме, земавме заем за да покриеме еврообврзница издадена од вашата влада. А господинот Пренџов тогаш го ја користеше таа кованица, бидејќи можете да проверите со оглед дека сте добро информирана и ве молам на седницата во аргументите кои што ќе ги давате, кои што ќе го соопштувате вашиот став, да кажете колку седници серијски имаше каде што Комисијата за финансирање и буџет во претходниот мандат заседаваше, каде што или една или неколку точки на таа седница поред, значи серијски беа за задолжување, каде што собранието требаше да даде гаранција дека тие средства ќе се вратат доколку државата ги повлече. Од аспект на тоа што вие го кажавте, јас можам да се сетам, а и граѓаните може да се сетат само на едно училиште кое вие што го имате изградено во 35 години постоење на СДСМ. Тоа е Киро Глигоров во центар. Ниту едно друго училиште СДСМ го нема направено. Ниту едно друго училиште. И тоа е наследството кое што вие ќе го водите. Зошто е тоа така? Тоа е тема која што можеме да разговараме на друг формат. Тоа е факт и тоа е вистина. Од аспект на тоа дека некој поддржал или не поддржал, уште еднаш ќе ве замолам, почитувана председателка, со оглед дека имам чувства и колегите го делат тој впечаток, вие подробно и детално се спремате за седницата, дали може да направите разлика помеѓу сегашниот заем и претходниот заем. И да ми кажете дали во сегашниот заем од средствата, односно во компонентите кои што се таму напишани, има од прилика 2 милиони евра или повеќе од 1,5 милиони евра за консултантски услуги. Каде ги има тие средства? Каде консултантските услуги беа неизоставен дел од сите заеми кои што ги земаше претходната влада, каде што ова собрание гарантираше и како е возможно истите финансиски институции да нудат сега нови заеми, нови кредити, нови договори кои што ги гласува собрание, а сега да нема милиони евра за консултантски услуги. Сметам дека тука има разлика во која што треба да биде продискутирана. Тука сме да зборуваме за се, но никако не може да се закачи петното на хипокризија, на лицемерие, таму каде што има јасен став дека секој заем кој што ќе биде земен, ќе биде врзан за имплементација на проекти кои што на крај ќе го покачат бруто домашниот производ, на тој начин ќе го намалат јавниот долг, бидејќи да се сетиме на крајот од денот разговараме за задолжување, ова е влада која што по 7 години, можеби и повеќе, успеа да го намали јавниот долг за 4,7%. Јавниот долг на оваа држава. Затоа треба да разговараме, треба да креираме политики точно, легитимно е правото на секој пратеник и на секоја пратеничка група да каже тоа што сака, но на крајот да биде аргументирано и фактографски. Се извинувам за времето кое што го надминав. Ви благодарам.